Ете така. Значи, ќе цртаме сега триаголник ABC, таков што AB страната биде 65 мм, BC 48 мм и AC, третата страна, 98 мм. Прво, секогаш, кога ќе цртаме било што, е првиот чекор од конструкцијата, односно цртање на скица. Скицата ни представува, сега ќе запишем овдека, значи цртеж со слободна рака во кој што е нацртан бараниот триаголник. Значи, со слободна рака цртаме цртеж, триаголник, во кој што знаете AB е оваа страната, што е 65. BC е помалецка, ама ова е многу поголема, значи вака ќе дојде. BC и оваа поголемата е AC. И се пишувате тоа што ви е дадено. Ова е 98, дадено ни е. Ова ни е 65 мм дадено и ова ни е 48 мм дадено. Ова е скицата. Сега во вториот чекор од конструкцијата, во вториот важен дел, се пишуваат дадените елементи. Односно, се пишуваат должините на трите страни. За таа цел, во десниот дел, кај апликации, ќе го извадиме триаголникот. Ево го триаголникот. Бидејќи се 10 см ни е неголемата, ќе го зголемам овдека. Ќе си го наместам во овој дел, ќе го скријам за да имам место и сега ќе го зголемам на плюсот. Со раката ќе си го преместам овдека и ќе нацртаме одсечка 98 мм. Значи, одам овдека, гледате ваков покажувачот треба да има, да почнеме од нулата, 98, еве го 98. 98 беше страната AC. Значи сега ќе изберам овдека и ќе го тргнам настрана. Значи ова ни е одсечката AC, која што беше 98 мм. После требаше да ја нацртаме AB страната, што беше 65. Значи сега, земаме ова овдека и цртаме сега со моливчето 65. Еве одавде. 65 е до овдека. Еве гледате, точно 65. Ова е, кликнуваме на ова делчето и одиме подолу. Ова е AB страната. Што рековме дека ќе биде 65 мм. И уште ни требаше BC страната, таман тука ни е триаголникот. Оваа страната, грешка е многу дебела, вака линијата, еве вака, ќе биде 48. Значи ја бираме тука, овдека, од нулата, 48, еве го овдека. Значи ова ни е BC. Одсечката BC. Таа е 48 мм. Сега ќе одзумираме се. Еве вака. Да се наместиме кај што треба да цртаме. Сега треба да го конструираме. Значи најважен дел од се ова е во третиот чекор. Значи третиот дел од нашиот цртеж е всушност конструкцијата. Значи овдека во 3 имаме конструкција. Сега во конструкцијата треба да го направиме цртежот. Како сега ќе го направиме цртежот? Внимавајте се. Ќе земам, ќе нацртам овдека една одсечка, че првим почнувате со точката А, ја бирате било каде. Например овдека.
ќе цртате полуправо. Потоа со шестор ќе измериме страната АБ и правиме кружен лак. Значи овдека кружен лак. Потоа со шесторот го мериме колку е АЦ и правиме нов кружен лак, за да на крајот го измериме со отвор во Б со нов шестор, со нов кружен лак, ова што ни е БЦ отсечката и тие ќе се сечат овдека горе и ќе го добиеме решението. Значи, конструкцијата ќе се одвива на тој начин што од произволна точка цртаме било каква полуправа. Еве, јас избирам овдека и од оваа точката цртам полуправа. Видите, е многу дебела, ќе ја намалиме. Цртаме било каква полуправа. Оваа полуправа ќе биде полуправата АХ според скицата. Сега треба да го земам шесторот, да измерам колку ми е должината на АБ. Еве вака, го земам сега шесторот, еве го вака, и сега ја местам кај отсечката АБ. Бидејќи сакам да ми се гледа подобро, ќе зумирам. Еве вака, и ќе си појдеме погоре за да го нацртаме подобро. Забодуваме со шесторот во точката А, е него скрос на почеток, вака. Овдека на крајот го движиме, еве го скрос до овдека. И забележувате дека е 65 мм. Значи тоа е таман, се е погодено. Сега, ова треба да го пренесам долу на цртежот. Кај што ни е нацртана отсечката. Уште треба надолу да го носам. Еве вака. До делот кај што имавме отсечката. Еве го. Значи ова сега го носам овдека до почетокот на, скрос на почетокот на правата. Еве. Сега на овдека ќе го ротирам. Еве вака. Молам? 65 мм беше дадена на почетокот. Значи го вртиме овдека и сега овдека одам на крајот и си правам. А X колку сакаш таа е произволна. Таа на почетокот си црташ колку сакаш може да биде долга. И сега ова го нацртавме. Сега ќе одзумирам за можеме полесно да се движиме. Сега нацртавме еве кружен лак и овдека ја добивме точката Б. Сега, ова е точката Б, ево ова во пресекот. Сега, со шесторот ќе одам горе, ќе измерам колку што ми е АЦ и правам кружен лак од А. Значи сега го земам шесторов, го носам овдека вамо горе, и сега за да биде прецизно направено, ќе зумирам, еве вака, овдека горе, за да можеме да го видиме поубаво. Еве вака, ама треба да одзумирам малку, тоа е многу големо. Еве вака. Сега, шесторот го местиме точно на почетокот кај А. Овдека го исправам, нели вака, еве вака. И ова сега требаше да биде 98. Го лизгам до крај. Еве го 98. Значи се е погодено. Сега треба да појдам надолу. Да го однесам овој триаголник, мислам шесторот, до местото кај што требаше да се нацрта и да ја нацртаме оската. Еве до овдека требаше. Ќе го одзумираме, значи ќе го местам, еве го вака. Ова ќе го наместиме овдека во ова крвчето кај што покажува. Во центарот на крвчето. Еве го овдека. Сега ќе одзумирам за да ја нацртаме кругот. Значи, заводувам овдека и правам кружен лак. Еве, до овдека ќе го отворам и ќе направам кружен лак. Одам овдека, гледате се промени стрелката и ова е овдека, еве вака, ќе направам кружен лак. Сега, гледате скицата. Го добив овој лак. Сега треба со шесторот да измерам втората страна, ама почнувајќи од Б. Значи сега ќе го носам шесторот, ќе ја мериме отсечката БЦ. Значи, еве го шесторот, сега одам овдека и го мериме БЦ. Еве го зумирав. Еве сега да видиме дали добро сме го наместиле. Го местиме овдека кај БЦ, ќе го намалиме, ќе го свртиме овдека, еве вака, и ова требаше да биде колку? 48, него точно е 48. Значи сега, ова го носиме надолу, го носиме се до точката Б. Еве вака. Го поставуваме во точката Б, онаму кај што се пресекува ја, нели внимателно, еве вака. Ќе го завртиме
И ќе направиме пресек за да се пресечат двете прави. И сега повеќе не ми треба. Ама ќе ми треба триаголникот. Триаголникот ќе ми треба да го поврзам точките, затоа што оваа точка што ја добивме е сушност точката С. Значи сега, го земам триаголникот, го поставувам во А, еве овдека, и овдека ќе го вртам. Еве нема да можам, да го вртам, уствари можам. Ќе дојдам до ова точно кај што се сечат. Еве вака. И сега избирам боја, веќе ја сменам и бојата ако треба, и ќе нацртаме линија од тука до тука, многу е задебелена. Направам потанка. Еве до тука. Може и догоре да дојде, не е битно. Сега триаголникот го земам, го местам повторно овдека, нулата ја местам кај што беше Б, и сега ќе го ротираме до оваа место кај што се сечеа линиите, уште малку, ма доволно е, и ќе нацртаме другата линија. Сега ќе го тргнам триаголникот, ќе го исклучам, ќе одзумирам и да ги споредиме цртежите. Еве нашата конструкција во која што го добивме триаголникот. Сега, за да провериме дали добро ни е нацртана конструкцијата, можеме да ги измериме страните, да видиме бидејќи се цртани со шестар се там точни. Сега треба да ги измериме ние, уште во задачата, не ни се бара, ама ние ќе ги најдеме аглите. Алфа, бета и гама. Да провериме дали навистина добро сме конструирали. За таа цел, го земаме агломерот, еве го овдека, и сега ќе зголемам овдека. Еве вака. Го земам агломерот, ќе го наместам во аголот А, значи во оваа точката овдека. Еве видите точно кај што е за црвеното. Сега овдека може ќе има измесување во некој милиметар, ама не е воопштото битно. Овдека не можам да го вртам, значи морам со оваа точка и сега овдека ќе го вртиме, ама да го наместиме овдека. Еве вака. Сега ова овдека ќе го користиме за да го измериме аголот. Ова е 20 и колку 6 степени, речи се не. Ќе пишеме 26. Аголот кај А е 26 степени. Ајде за да го измериме аголот кај Б. Ој тапиот аголот. Колку мислите вие дека има степени овој? Еве, точно 120, без некој степен. 120 ќе го пишем ние, за да не си играм играчки. Значи, аголот, сега овдека ќе изберам, аголов кај Б е 120 степени. Тогаш колку ќе биде аголот кај С? Знаејќи ги овие две. Ако ги собериме овие, ќе имаме 146 степени. До 180 колку не фали? 34 степени. Ајде да провериме дали добро сме цртали. Земам овој, го местам сега овдека во С кај што се сечат, еве вака, и сега ќе одзумирам малку, за да можеме да го завртиме. Сега ќе го вртиме вака, еве вака, ќе се надевам дека ќе го погодиме. Еве, точно, него, 30, кај нас е точно 35, затоа што овој некој од степените не се напишани. Значи, дали ви јасно? На овој начин ја направивме конструкцијата. Сега